СДСМ и Игор Ивановски да се потсетат и да набројат што добро направија за Неготино додека управуваа со државата, повика денеска Зоран Коњановски од ВМРО ДПМН. Функционерите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија нека им објаснат на неготинските земјоделци зошто не добиваа субвенции, за разлика од денес кога добиваат 130 милиони евра годишно субвенции. Зошто државното земјиште го делеа на своји блиски послушници и локални спонзори. Ако до 2006 година беа склучени само 411 договори, од 2006 година па до денес склучени се 6172 договори. Значи 411 договори наспроти 6172 договори. Нека објаснат зошто во 2003 година вкупното производство на сите преработувачки компании на земјоделски производи изнесуваше 21.000 тон, а во 2011 година изнесува 53.000 тони, повеќе од дупло. Ако во 2005 година обработливата површина за органско производство беше 266 хектари и имаше само 50 регистрирани органски оператори, во 2010 година имаме 5266 хектари пријавени за органско производство и 526 земјоделци оператори. Ако толку добро и модело на земјоделците, нека им објаснат зошто во 2006 извозот на земјоделски производи изнесуваше 240 милиони евра, а во 2011 година 470 милиони евра. Што се однесува до извозот на вино, истиот е двојно зголемен во споредба со времето кога СДСМ беше на власт и водеше сметка за ресорот земјоделие. Извозот на македонското вино во 2005 година изнесуваше 28,9 милиони евра, додека во 2011 година од извоз на вино Република Македонија остварува 44,7 милиони евра приход. СДСМ да не замајува и да одговори како тиквеш му го даде на Свето Јаневски, за да после СДСМ ги уценува и малтретира македонските земјоделци. Коњановски посочи дека СДСМ нема донесено ниту една инвестиција во Неготино за разлика од владеачката партија. Со СДСМ започна и се реализира пропастот на скоро сите неготински државни фирми. Од фабриката 4. мај Неготино отпуштени беа 900 луѓе. Од Јадран Неготино без работа останаа 150 луѓе. Од Југотон Моша Пијаде Неготино без работа останаа 70 луѓе. Од фабриката Македонија без работа останаа 150 луѓе и така натаму и така натаму. За разлика од ова, владата на ВМРО ДПМН ја донесе Кромберт и Шуберт во Битола, која обезбедува 2500 вработувања. Кемет Електроникс 500 нови работни места. Технокозе 1500 нови работни места. Джонсон Контролс која отвора втора фабрика и нови 1427 работни места. Евро Италија 200 нови работни места. Медерсон Груп 200 нови работни места. Стилкон 100 нови работни места. Од владеачката партија посочуваа дека нема човек кој реално верува во она што го говори Социјалдемократскиот сојуз. Тие немаат бројки, немаат примери со кои може да се пофалат и затоа измислуваат и лажат, додава Коњановски.